реплицирам во 3 дела од вашата дискусија за ребаланс на буџетот. Најпрво ќе почнам со тоа што споменавте дека вие се грижите и сакате да помогнете да се врати средната класа во Република Македонија, па би ве прашала како, кога досега за овие 2 години покажавте дека работите само и само за лицата блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Како пример ќе го земам фондот за иновации, каде што парите беа поделени на лица блиски до функционерите на Социјалдемократскиот сојуз и тоа на вистина блиски. Прво колено роднини на лица функционери од Социјалдемократскиот сојуз. На овој начин вие не овозможивте и второ колено некој од блиските сродници на функционерите да добие средства, не па да мислите за трето колено или пак да помислите за некој што припаѓа на средната класа. Покажавте дека работите само од себе за себе. И со тоа го побивте вашето тврдење дека се грижите за враќање на средната класа. Второ, ја споменавте социјалната државна пензија. Штувана колешке Смилевска. А оваа социјална пензија која што вие промовирате како ваша мерка не е ништо друго, туку е постојана парична помош која што претходно ја земаа корисници кои се материјално необезбедени, а работно неспособни. И ако веќе зборуваме за сумата, ве молам, распрашајте се во Центар за социјална работа во Прилеп и ќе видите дека корисниците на постојана парична помош земаа поголем износ отколку што сега земаат корисници на социјална државна пензија. Во третиот дел сакам да ви реплицирам во инвестиции во образование. Како вие ќе го подобрите образовниот систем кога со ребаланс на буџетот кратите 843 милиони динари помалку за Министерството за образование и наука. Ова во превод би значило дека ќе имаме помалку квалитет и помалку успешен образовен систем. И тоа посебно на сметка на најранливата категорија на учениците со посебни потреби. Како владата има визија да го успешно да го спроведе процесот на тотална инклузија за која што впрочем и се залагате. 147 милиони денари се кратат од основното образование. 67 милиони денари се кратат од средното образование. 327 милиони денари се кратат од високото образование. 221 милион денари помалку за инвестиции во образованието. 70 милиони денари значи помалку за изградба на основни училишта, 20 милиони денари имаме помалку за изградба и реконструкција на средни училишта, 6 милиони денари имаме помалку за изградба на спортски сали во основните училишта, 25 милиони денари помалку за реконструкција на ученички домови, 100 милиони денари помалку за изградба и реконструкција на студентски домови. Како вие ќе возможите европско образование за најмладите? Благодарам. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Смилевска, ќе ти повелете.